сега и секогаш и во вечни векови. Помина, речиси, 12 години откако прв пат го посети во руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримколци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримколски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно вткаена во верижните јабланички караормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобочичкото долнодримколско водно огледало, отсликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримколска традиција, и ми раскажа за домаќилокот во селото Безово, за мајсторлакот во Прискупштина, за некогашното полно средсело со народ во селото Модрич, за свадбите и крештевките во Јабланица, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите во селото Луково, Подгорци, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримколско. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 10 години повторно дојдох во Долнодримколско, овој пат патот ме донесе во Долнодримколското село Вишни, ден пред летната селска слава Вознесение Христово, меѓу народот попозната како Спасовден, по покана на местната заедница од селото Вишни, а пред се на сега веќе остарениот Павле Митрески, кој воедно ми беше домајчин и водич низ неговото родно село, селото Вишни. Почитувани мои, овој пат моето патување до селото Вишни малку беше видоизменето од она вообичаеното кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија. За селото Вишни тргнав околу плаништето, заедно со стариот мој руски джип, со камазот. И по речиси 2 и кусур сати народски кажано возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, во правец на Охрид, на речиси 20 километри пред Охрид, по излезот од Ботунската клисура во непосредна близина на Охридскиот аеродром, кај селото Подмоље, свртувајќи десно, возејќи по Струско-Долнодримколската магистрала, чија 10 километарска патна делнича кривулишта се извиваше меѓу ридот Врвалец, Вишенска река и река Сушица, насладувајќи се од пролетната колоритна убавина што природата му ја дарила на овој крај, во попладневните сати стаса во Вишни, каде што стуткано како орловско гнездо раскошно блескотеше од попладневните зраци на јабланичкото сонце. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. Скоро 30 години патувам низ руралните региони, скоро 30 години патувам низ нашите македонски заборавени села. По речиси 10 години, ете повторно дојдов во Долни Дримкол, во селото Вишни, по покана на местната заедница до ова село, а исто така по покана од мојот пријател Павле Митрески, кој што скоро има 90 години, и по вокација историчар, како што напомена, по негова покана и по поканата на местната заедница да бидем гостим во ова село по повод нивниот патронен празник на селото Спасовден, но поточно речено по повод нивниот патронен празник посветен на неканонизираната светица Света Спасица. Наминав во ова село да го видам овој стар ритуал на празнување кој што се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација во ово убаво македонско село. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов во попладневните сати? Драги мои, имав една и единствена причина, мештаните да ми ја раскажат приказната
за некцираната светица Света Спасица, чие празнување се пренесува од колено на колено низ вековите меѓу мештаните од селото Вишни, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло до ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Вишни не се чувствуваше она вообичаеното селско седнародно празнување. Си веле во себе каде се луѓево, нели е празник денеска, но додека размислував и одев кон селото, за миг мојата мисла ја отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: "Добре дојде, Зоране. Долго те чекаме да дојдеш и во ова село. Јас тебе добро те познавам, Зоране, од телевизијана. Саде ми те гледам, со радост ги гледам репортажине за наши весела. Многу убаво редом ги редиш историографските податоци, затоа што јас по вокација сум историчар и ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, а и ги имам проверено листајќи ги низ моја историографска литература со која располагам. Иначе, моето име е Павле, а презиме Митрески. Ако се сеќаваш кога пред неколку месеци се слушнавме преку телефон, кога начелно те повикав еден ден да го посетиш мојово родно село, ми велеше: откако за кратко време се прикажавме, го почнавме муабетот на долго и на широко за селото Вишни. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Павле Митрески ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во приклучерината, во нашата селска црква Свети Атанасије, каде што сето село ќе биде во црковниот двор, а во црквата со прикладно богослужение ќе се изврши миросување на моштите на Света Спасица, чии незини мошти се чуваат во ковчеже овде во црква и еднаш во годината на заслугот на Спасовден во црквата покрај свештеникот на богослужението и мирисувањето присуствуваат само моми и една од момите го извршува многовековниот верски ритуал миросувањето на моштите на Света Спасица, а пак утре, на сам ден на Христовото вознесение, сиот народ ќе оди долу покрај рекана, каде што се наоѓа Пештерската црква посветена на Христовото вознесение, која црква ние си ја викаме Свети Спас, ми велеше мојот домаќин Павле Митрески. Што туку мојот домаќин Павле започна да ми раскажува една од многуте приказни за неговото родно село, околу нас се собра и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Павле и тие ми велеа: "Редно е и ти да си дојдиш дома. Ајде со нас, наши сме, како нашите ја сапиме, како домораден да си во селово. Секаде ќе те прешетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите во светов кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во Вишни, било за Спасовден, било за Великден, Илинден, за нашата селска слава, ми велеа моите домаќини од селото Вишни." Кристина, родом од Струга, со семејни корени од Вишни. Татко ми се викаше Ристо Тодоровски, родом од ова село. Мајка ми е Весна пак,
родом од Вевчан. За себе, ако треба да зборувам за себе, пред се морам да го спомнам името на татко ми, како моја предисторија, но и како во смисол на тоа дека токму неговите приказни, неговата љубов за селото, неговата умешност да ги раскаже приказните за неговото родно село, ја всадија љубовта, мојата љубов кон Вишни, но и кон литературата. Имено татко ми беше, ја помина својата кариера претежно како новина, меѓутоа беше филолог, книжевник по јужнословенски јазици и литература. И сето тоа ја изградила таа негова умешност да во секое трепче по кое што газиме во село, во секој камен, во секоја грудка црвенича, да пронаоѓаме љубов и да наоѓаме начин да се храниме со тие содржини што ги нуди село. На која возраст прв пат дојдовте во Вишни? Моето детство помина овде, повеќето викенди, сите зимски и летни одмори, татко ми не носеше на море, не носеше тука. И ние навистина уживавме и ден денес, додека луѓето сакаат на езеро, на Дрим да се искапат, нашата идеја за одмор и хранење со собирање нова енергија и сили го пронаоѓаме тука. Може ли да се сетите на вашето детство? Како ги поминавте игрите овде? Во тоа време селото беше поживо него што е денес. Навистина, селото беше многу живо, доаѓаа деца од Скопје, од Белград. Се присеќавам на моите другарки од тогаш Билјана, која што беше од Белград, Емилија, која што беше од Скопје, па Бојан, па уште еден Бојан, па Крсте и така натаму, и знаевме многу убаво да се играме, да се сакаме. Даниела. И цело лето бевме тука и кога малку подпораснавме, Тоше ни свиреше со гитара, па правевме логорски огони. Најмногу се сеќавам на животот околу чешмата и кооперацијата, тогаш доаѓа разни луѓе од разни страни и секогаш беше полно со деца. Но пред се, она што ми како дури како вкус, како мирис го чувствувам кога се сеќавам на моето детство во Вишни, е времето поминато во младинскиот дом. Дом на културата што се вика, да. За жал, да, 25 мај, и за жал не успеавме да го здржиме, односно транзицијата си го направи своето. Меѓутоа таму работеа нашите баби од селото и за различните зимувалци, летувалци тука, но секогаш и нас не прибираја да се напиеме компот или чај. И така запознававме деца, младинци од многу страни, веројатно и од Југославија, сега јас не се сеќавам толку, но и можам да посведочам дека последните гости во Вишни што ги пречекавме во тој дом беа во 99-та, некаде 2000-та година, се сеќавам на таа година, на година на скакулците. Имаше многу скакулци овде. И тука беше се одвиваше една ликовна колонија која ги имаше собрано уметниците од цела бивша Југославија.
Ете и со нив се дружевме, јас тоаш веќе бев 20 години. Тоа е таа последна, мислам, опростување со едно детство, со една младост што се живеела овде. Исто така, неминовно е да се спомене колку е весело ова село, колку сака да, односно таа животна сила, радост. Неминовно е да не се споменат славите на статкот. Ни не учеше дека куќата е за да се отвори за пријателите, да дојдат секакви луѓе тука. Имено во нашиот двор гостувале Гане Тодоровски и Оливера Николовска, например. Јас се уште бев мала, не се сеќавам на нив, но ете, вишенци сакаат да ги отворат куќите, да го споделат убавото со другиот. И ние таа традиција како негови деца се уште ја чуваме. Во работните денови од училиште одев кај татко ми во радио. И уште се сеќавам на тие импресивни студија, на колекциите од плочи. Исто така не можеме да не ги спомнам некои домашни реликвии што се уште ги чуваме, а тоа е првиот грамофон што татко ми го нарачам како подарок од Германија, потоа првиот Зенит фотоапарат, диктафонот и машината за пишување. Значи, Ристо меѓу другото не научи како да создаваш приказна со различни медиуми. Кажуваше како треба да ги снима овие прекрасни импресивни звуци кои што не можеш секаде да ги чуеш. Се стана еден вид луксус и несекојдневие на луѓето околу него, и меѓу другото покрај тоа што е автор на уште самата младост, бил автор на радиодрами. Меѓу другото и во својата новинарска професија тој се занимава токму со обичниот човек, со приказните на обичните луѓе во Струшкиот регион. Со себе ја носам неговата книга Замолчено време, на која што ја гледаме маската на Света Спаса Вишенска. И во неа меѓу другите записи тука е и приказната Замолчено време, репортажата Замолчено време, посветена на легендата за Света Спаса Вишенска. Транскриптот од таа репортажа, која што беше наградена на државниот надпревар на радиостаници и радиоемисии и беше окарактеризирана како радиофилм. Затоа што сега во транскриптот не знам дали ќе успееме тоа да го доловиме, меѓутоа во самиот аудио формат навистина покажува зошто е така, зошто таков епитет е придаден на таа репортажа. Јас ќе ви одвојам неколку сведоштва на претходната генерација баби и дедовци кои што даваат, го опишуваат славењето на светицата, начинот на кој што е третирана таа тука, начинот на кој што сите селани, па и околните села го почитуваат незиното дело и лик. И ќе ми дозволите да одвојам неколку, а потоа вие ќе одберете. Сведоштво на Неда Секуловска, баба Милајнца. И јас ја паметам како една ведра, една многу шеговита баба и сите деца ја обожававме. Кажува за коските и како девојките оделе за коските на светицата и како сите девојки сакале да присуствуваат на чинот на миење на коските. И еној се коски не онде во сандучено. И миевме ката година со татка со вино. И ќе одевме, свадба беше тогаш. Леле, колку народ одевме тогаш, променати со забуни, со убруси. Как сме берени да видиш ти на кутијата.
од на работа насред поле. Трати е работата, си идевме куќата да ја носиме. Ја носеше момичка несвршена, која е честна, таа ја носи. Ќе се опере онде на куќата. Кој ќе ја фати поврку, тој да ја носи. Биле брат и сестра, Сувевчанскиот Свети Спас. Гасни. Ја ги имам видено. Сноп запален спроти Свети Спас. Гасни. И дошло кон нашиот. Буф, пак запали се. Леле, ми се стресија коскиве. Велиме, немат, ама имат мореристе. Имат. Таа е невидлива сила. Само били грешвиме. Многу грешвиме ние за светци. Куловска пак прикажува како се славел Свети Спас. И кои групи на фамилии каде ги имале поставено своите трпези. 10 фамилии и по бото место го име тија. Ја не може и да умра да мама. Ке према тарджии не седе. И тие исто ко нас си пече јаганци. А првин кој ќе влезевме, Трпо Ѓоргон беше. Тик Спиројте, тик Линкинојте, тик Марковците, тик Ѓорѓовци. Во Пештеркине беше Митре Шишков, Климо Брков. Од туа удолу де до насток. Кој не беше? Народ, народ многу бе, фамилии, секој, кој јаре, кој јагне, и то крмени јаганца, да тече тукој по ними. На печенца 10, 15 да се печет на други. Теја како ред поред. Преку Сучица отаде, кој бе Трајковци, Бизмој, Ѓоревци. А по појте бее дур во Пештерка нагоре. Многу имаше. Надолу бее Прлевци, Таштаној. Од Адерека бевме ние Секулој, до нас бевте вие Тодоројдисте. Ама многу пење, тапани, 2 рала тапани иде. Многу беше весело. Па кој ќе дојде на Свети Спас, кој ќе заигре онака одора и женско и машко игре. Јас су сликана на Спас накој. Љот беше народ. Од кој ќе завлегвевме додолу под каменом, трпеза имаше. И од народ, кој што се слегвеше кутијата, вака беше, све што да не можеш да запалиш. Ама сега се запусти. И ние сме запустени. Замалчи и време. Кроце по кроце, заедно се упативме во црковниот двор на црквата Свети Атанасије, во правец на Дабобата ладовина, која ја создаваа многовековните црквени чинари. Зоране, пред да започне преквичерното богослужение посветено на Света Спасица овде во црква Свети Атанасије, дали може да ти раскажам многу приказни што мене ми ги раскажуваше мојата баба за Света Спасица, а јас сето тоа неодамно го преточив во монографијата за моето родно село, село во Вишни, ме праша Павле Митрески. Боже, како не може, го одговорив. А мојот пријател Павле Митрески вака ја започна една од многуте негови приказни. Пештерската црква Свети Спас се наоѓа на 3 километри североисточно од селото Вишни во еден тешко пристапен карпест дел на живописната долина на реката Сушица, втисната во една голема каменеста стена која од подножјето до врвот е висока околу 100 метри. До самата црква водат скали излабени во самата карпа, а пред влезот во црквата се наоѓа мост, исто излабен во карпестата стена, покриен со багремови штици и метална ограда, обложена исто така со багремови греди. Во составот на каменестата камена конфигурација постои мало плато на една испакната карпа, каде што неодамна постоеше и голем дрвен крст.
Во еден мал дел од големата камена стена до неодамна се наоѓаше и дрвен разбој, каде што според легендата тука Света Спасица ткаела. Легендата вели дека во местноста викана Бабуш некогаш постоел голем манастир посветен на Христовото вознесение, каде што живееле Спасе и Спасица, каде што и денеска на ова викано место се гледаат остатоци од овој некогашен мощен голем манастирски комплекс. Во турско време манастирот бил разрушен и за да не пострада од турците, Спасе заминува во селото Вепчани, а Спасица во селото Вишни, поточно кажано овде во оваа пештерска црква, се сокрива каде што го поминува целиот свој живот. Црквата Свети Спас представува мощен важен културно-историски споменик од овој вид во Македонија. Изградена е кон крајот на 14-тиот и првата деценија на 15-тиот век. Првата реставрација е завршена во 1969 година, а последната во 1974 година. Градежните надворешни работи се изведени од браќата Никола, Неден, Вељо Марковски, Разме Павловски и Паско Баковски, сите родом од селото Вишни, додека конзерваторските работи ги направија познатите скопски конзерватори на фрески Јосиф Трајковски и Илија Кавкаловски. Природниот отвор на пештерата кој се наоѓа на јужната страна, незиниот долен дел е затворен од зид созиден од камен, додека горниот дел е затворен со дрвена багремова оплата. Фреско матерот е поставен во два слоја. Првиот слој е нанесуван директно во карпата, кој во себе содржи крупно и ситно зрнест песок, измешан со вар и плева. Вториот слој на малтер, односно површинскиот слој, за кој се врзува слојот од боја, е тенко нанесен врз првиот, а се одликува со посветол тон. Слојот од боја е поставен во фрескотехниката и ги носи сите карактеристики на средновековното македонско сликарство. Површинскиот простор во внатрешноста изобилува со големи конфигурации на вабени и испакнати форми на камената карпа, врз која е насликан фреско живописот на северо-источната страна. Во горното сверно поле на апсидата е насликана Богородица од типот на оранта, со Христос на градите, која се сопаѓа со карактерот на местото, каде што е подигнат храмот и добива епитет на Спиолептиса. Под неа, на малку поширока површина, се наоѓа поклонението на жртвата со Васили Велики на левата и Јован Златоуст на десната страна. Од секоја страна на честната трпеза, Господ Исус Христос го обкружуваат по два ангели, додека зад него се забележува ликот на Серафим. Лево пред Свети Василий, во рамките на истата целина, но на површина што е малку поголема, е прикажан архиџаконот Стефан. Подолу, во висината на цоклето, ѕидот е украсен со појас од сликани орнаменти. На површината од лево надесно се представени три женски ликови, ликовите на Света Марена, Света Недела и Света Текла, а во продолжение се Свети Кузман и Дамјан, а најверојатно и ликот на Света Параскева. Иако името на Зокрфот не е познат, технолошките особини на ликовите и општите карактеристики на представите говорат дека овој фреско живопис датира од 15 век и е дел од Охридската зоографска школа. Живописот денес е мощно тешко видлив и оштетен, кој пред се должи на ерозивната влага, карбонизацијата на калциум хидроксидот, раскажуваше Павле Митрески. Почитувани мои, прек вечерните сончеви зраци, милувајќи го селото Вишни,
Пред Селската црква Свети Атанасие ја навестуваа празнична атмосфера, каде што од селските патчиња и сокачиња се зареди како бисер гердан народ во правец на Селската црква. Парохискиот свештеник заедно со дел од свештениците од Струското парохиско наместништво и на црковниот одбор привршуваа со подготовките за приквеќериското богослужение, посветено на неканонизираната светица Света Спасица, а окото на мојата камера беше спремно да го долови секој детал од приквеќериската литургија. Спасовден е голем и светл празник за вишенци мои. Ние Спасовден многу свечено и традиционално го прославуваме. Она што и дава посебен белег на прославата е масовната посета на младите девојки, пуштуваат своите желби, притоа носејќи дарови на Света Спасица, кои веруваат дека светицата ќе им помогне што побрзо и среќно да се омажат. Во црковниот храм на приквеќеринското богослужение присуствуваат само жени, поточно речено само млади девојки. По завршувањето на приквеќеринското богослужение се вадат моштите на светицата, кои се чуваат во едно древно ковчеже, и тоа само еднаш во годината, исклучиво на самиот заслог на Спасовден, на маса покриена со нов отконот искајан чаршав, се миросуваат со миро направено од старо неколку години прележено црвено вино, а потоа се враќаат во древното ковчеже, кое во црквата Свети Атанасие остануваат до самиот ден на Спасовден, каде што по одржувањето на утринската литургија, литијата се упатува во правец на Пештарчката црква Свети Спас, продолжи да раскажува Павле Митрески. Почитувани мои, предлагам дел од ова приквеќерено богослужение и миросување на моштите на неканонизираната светица Света Спасица да проследите во продолжение на оваа репортажа. Дух нека ме води по прав пат. Заради Твоето име, Господи, ќе ме оживиш, поради Твојата правда ќе избавиш од неволја душата моја. Според милоста Твоја истреби ги непријателите мои и погуби ги сите кои измачуваат душата моја, зашто јас сум слуга Твој. Хвалете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна неговата милост. Благословен гради во имја Господне. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господне. Хвалете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна неговата милост. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господне. Не да умрам, но ќе живеам, за да ги кажувам делата на Господа. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја
Скарите потвърдия стана голем камен, Господе, ове чудесно е во нашите очи. О, Господи, яви се нам благословенка Ти, во имя Господне, Спасителниот обикот писа, сто подвизите заплескат, помоли се сега и за нас, спасение вечно да најдеме. Христова невесто, моли се за нас, озарени пред Тебе стоиме, девственоста Твоја. Се вика Мерзига Исмаиловска. Имам завршено уште компаративна книжевност. Потекло сум подруци, но родена сум и сум живеела во Острува. Воспитана сум да ги почитувам сите религии и чудни се патиштата Божји и се пронаоѓам во секој ден. Така, затоа сум и денес тука и затоа утре сум почестена што ќе продолжам традицијата на носење на моштите на Света Спаса до Зијата Пештарска црква. Со верба дека ќе ми помогне мене и на сите жени на кои таа заштитица. Ајде една порака до сите наши македонци. Каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Вардарскиот, Егејскиот, Пиринскиот, дали во Гора, во Косово, дали во Албанија, во Пуштец, дали во Градец, Подградец, дали во Америка, Австралија и Канада, да си дојдат дома, да ги отворат огништата, односно да ги скршат оние зареđени катанци, да ги разгорат огништата, затоа што побаво место од родниот крај, од Република Македонија нема никаде. Јас би се надополнила на пораката, да се сакаат меѓу себе и да го сакаат другиот, да не се ограничуваат да го запознаат другиот, затоа што и другиот е брат по крв и може многу да научат од него. Во сите религии на крајот на молитвата постои амин, а по македонски проведено така нека види. Да сте ми здрави и жива. Секојаш Свети Спас паѓа во четврток и тогаш се води во црква, Пештарскава црква Свети Спас масовно и што е важно, традицијата е секое семејство, дали е бедно, дали е богато, ако има поќе гости, обично тога имаме, во тоа време имав, не се намали, не се намали, него нема луѓе. Од 800 души, колку што 900 души, вишници броje, 1000 души гости имавме од околинава, од Македонија, од Струшкиот регион, роднини, пријатели, така натака. И ние сите ги почитувавме. Слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го селото Вишни, пред се селската црква Свети Атанасије, ја навестува празничната атмосфера, каде што од селските патчиња истокачена и овај па се зареди како бисер гердан народ во правец на селската црква.
Парохискиот свештеник заедно со дел од свештениците од Стручкото парохиско наместништво привршуваа саутринската литургија посветена на неканонизираната светица Света Спасица. Почитувани мои, предлагам дел од литијата сочинета од соборскиот народ, кој се упати во правец на Пештерската црква Вознесение Христово, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Зоране, пред да сите ние тргнеме во правец на Пештерската црква, посветена на Христовото Вознесение, одовде од црквата Свети Атанасије, дали може да ти ги раскажам уште некои работи за Света Спасица, повторно ме праша Павле Митрески. Може, како не може, му реков. Пред 150 на години од страна на мештаните од соседните села, поголем дел од черепот на светицата, така народски да кажам, за здравие, среќа, беричет, бил разнесен. А за тоа разбрала Љубинка Лашкова, која била родом од селото Мали Влај, а била мажена за нашиот соселанец Сандре Марковски, и му порачала на незиниот татко, кој бил на печалба во Влашко, да направи сребрена маска со ореол, што ќе го изообразува светителскиот лик на самата светица, Света Спасица. Исто така во чест на Света Спасица, која уште незината најмлада возраст, па се до крајот на својот живот била калуѓерка во Пештерната црква Вознесение Христово, сакајќи да се сочува незиниот спомен, селаните од селово го одделе незиниот череп во струга, кај еден од најдобрите и најпознати стручки којунџи да направи сребрена маска, која до ден денешен е една од најпочитуваните реликвии не само во Вишни, туку и во Стручкиот, Охридскиот и Дринковскиот регион. Според утврдениот ритуал, откако ќе заврши утринската литургија, честа да ги носи реликвиите на Света Спасица, секогаш по традиција во Вишни и припаѓа на најстарата немажена девојка, бидејќи се верува дека светицата ќе помогне да си го најде незиниот животен сопатник. Покрај најстарата девојка која го носи ковчежето со моштите на светицата, иконата, маската од лицето на светицата го носат други девојки, исто така немажени. Рече Господ на своите ученици, вие сте светлина на светот, не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Зоране, пред сите ние да стасаме во тешко пристапниот Карпес дел, на живописната долина на реката Сушица и да накачиме горе по големата каменеста стена, висока 100 метри, до самиот духовен храм, дали може да ти ги дораскажам моите приказни, што мене ми ги раскажуваше мојата баба за Света Спасица, повторно ме праша Павле Митрески. Може, како не може, со задоволство му реков. Самиот пристап кон црквата по многуте тесни камени скалички представува одреден ритуал со разни молитви кои ги извршува парохискиот свештеник. Откако ќе влезе свештеникот во црквата, по него влегува девојката која го носи ковчежето со моштите на светицата, а по неа девојката која ја носи иконата на светицата, а по неа во црквата и по скалиите и другите млади моми, додека останатиот дел од соборскиот народ останува долу пред зарамнетото плато во кањунот на реката Сушица. Во самата црква се наоѓа водичка која се ицедува од разбранетиот црковен пештички зид, со која младите моми си го избиваат лицето, верувајќи дека ќе бидат забележени од одбор момчиња од насобраните ергени.
Девојката која го носи ковчежето со моштите на светицата, заедно со некои девојки остануваа во црквата со надеж дека светицата ќе им даде среќа, здравје, животен сопатник и многу уброен пород. Во текот на средниот век во регионот на Охридското езеро се јавуваат еден специфичен вид на сакрални објекти, градени во природни пештери. Значи во овој регион, вклучувајќи и територијата на Република Албанија, откривени се вкупно 14 баки цркви, кои, иако мали по габарит, говорат многу за едноставниот и скромен дух на православието, на христијанството воопшто. Во близина на селото Вишни, значи на некои 2 километри североисточно од селото, во кањонот на реката Сушица, во еден маркантен карпест предел, изградена е црквата посветена на Вознесение Христово, меѓународно позната како Свети Спас или Света Спаса Вишенска. Црквата е изградена во природна пештера на висина од околу 90 метри. За да се оформи градбата, значи природната пештера е затворена само од јужната страна, со еден зид во комбинирана техника од камен варовник и камен гигор. Црквата има фреско живопис, сочуван на североисточната страна, во еден природно ограничен простор. Централно е представена Богородица Оранта со Исус Христос, под тип спилиотиса, која што е карактеристична точно за ваков тип на град. Лево од неа се наоѓаат 6 стоечки светители, меѓу кои најдобро се препознаваат ликовите на светите Врачи, Кузман и Дамјан. Под неа има литургиска композиција на светите архиереи и Божиот агнец, а во најдолната зона, под просторот каде што треба да е олтарот, насликана една драперија со стилизирана флорална орнаментика. Интересно е за оваа црква што во минатото, во незината внатрешност откриени остеолошки материјал, кој што припаѓа на женски покојник. Тоа се моштите на Света Спаса, кои што во текот на годината се чуваат во црквата Свети Атанаси во селото Вишни, а на овој ден, Спасовден, со една свечена поворка се носат во самата незината пештерна црква. Уште се молиме за сите што придонесува. До пред 10 години се уште беше жив адетот каде што нашите стари даваа ручек, кој во главно ручекот се состоеше од пресна погача, ракија, вино, а најсетне неизбежното печено јагне, кое секое семејство го подготвуваше на семењата трпеза, направена од неколку доломитни плочи, се разбира со благословие на селскиот поп, овдека во самото плато, овдека пред Пештерската црква, посветена на Христовото вознесение. За веселбата да биде уште побогата, традиционално имаше панаѓур, пропратен со зрули, гајди, тапани, каде што свирачите одеа и свиреа од трпеза на трпеза и веселбата стануваше се поголема и посветена. По завршувањето на ручекот, некаде при крајот на денот, сите заедно, весели и со песни во придружба на тапаните, зрулите, гајдите, се враќаа на село, на сред село, каде што се играа ора и се пеа песни до доснените вечерни сати, а моштите на светицата Света Спасица се враќаа во нашиот соборен храм Свети Атанасија, заврши со своето раскажување Павле Митрески. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Вишни. Не ми се напушташе празнувањето во ова село. Но ги остава мештаните од селото Вишни да се го празнуваат нивниот празник со едно ветување дека пак ќе дојдам, пак ќе ги посетам, само Господ на сите нам здраве да ни даде.